Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеото за свесното родителство. Денешната тема ќе гласи свет кој исклучиво ја возвишува контролата. И ова видео е втор дел од оваа тема, значи продолжува од претходното видео и представува содржина од книгата на авторката Шефали Цабари, наречена Надвор од контрола. Сега да продолжиме со содржините од оваа тема. Имено Шефали спомнува дека сите конфликти кои што се случуваат во рамките на едно семејство, дали со децата, дали меѓу партнерите или пак без разлика со конфликтите кои што се случуваат меѓу возрастните, најчесто се представуваат едно повторно создавање на детството, на тие кои што се инволвирани во тие конфликти, и секој однос, секоја интеракција која што се случува е базирана пред се врз основа на нашиот начин на воспитување, врз нашето родителствување. И од тука Шефали спомнува дека можеме да кажеме дека во еден конфликт постојат само деца со свое одредено однесување, а не постојат возрастни личности. А особено кога станува збор за родителствувањето, ние на многу начини во однос со децата сме деца кои што воспитуваат деца. Зошто е тоа така? Пред се затоа што Шефали смета дека никој нас не научил како ние емоционално да пораснеме и да созрееме во здрави возрастни личности. И тука таа спомнува една незина случка од незиното искуство како терапевт со една мајка и со едно дете, незиниот син. Таа дошла кај Шефали и објаснувала дека секогаш кога незиното дете ќе влезело во собата или во неговото присуство, многу често се случувала таа наеднаш незиното тело да се затегне, да доживее една одредена состојба на страв, на безпомошност, и се плашела дека ќе настане одреден конфликт со него, и често пати запаѓала, влегувала во конфликти, да го тепа своето дете. И кога дошла после терапијата, што се установило? Се установило дека оваа мајка всушност сите тие искуства кои што и се јавувале во односот со детето, и исто така таа ги доживувала кога и таа била дете, затоа што незиниот татко често пати ја тепал. И сега, бидејќи незиното дете имало еден поенергичен темперамент, и таа секогаш кога ќе си го покажал детето својот енергичен темперамент, таа влегувала во една состојба на безпомошност, во една состојба да сака да се одбрани, и сето тоа завршувало на крајот со тоа да го тепа своето дете. И таа повторно всушност се враќала во своето дете, каде била нападната од својот татко, и на крајот истите завршници како конфликт настанувале и во незиното собствено родителствување. Сето тоа уште повеќе кај неа го зајакнувало верувањето дека незиното дете е малтиранин, особено затоа што како што го тепала своето дете, незиното дете развивало агресивно однесување, и значи таа ја поврзувала својата слика на својот татко со сликата за своето дете. Меѓутоа во терапијата набрзо таа успеала да разбере дека таа слика која што имала за мажите во незиниот живот многу малку имало врска со однесувањето на незиното дете, а многу повеќе за верувањето кое што таа себе си го имала земено врз основа на однесувањето на незиниот татко кога била дете. Со други зборови, моделот на однесување кој што бил воспоставен кај неа пред децени во незиното родителствување, сега таа кога станала мајка излегол на преден план. Значи сите тие
тој модел на воспитување таа го пренесла врз своето дете. И токму Шефали тука објаснува дека децата кои што се доминирани растат или да бидат доминирани, или и тие да доминираат и сето тоа го пренесуваат во односот со своите деца, и затоа се постои едно верување, таа вели, особено кај родителите, за правото на родителот да доминира, и да контролира во односот со децата кога ги воспитува, и така настанал тој феномен кој што Шефали го нарекува патриархат. Во своите предавања исто така Шефали имала случаеви кога родителите, на оваа тема кога разговарала со родителите, каде што тие и кажувале како тие биле воспитувани од своите родители, така една мајка и објаснала дека таа со нејзиниот брат, кога биле воспитувани, ги слушале постојано зборовите од својата мајка, особено кога ќе сакале тие да донесат некоја своја одлука, нешто да прашале, сакале некако да постапат, и секогаш нивната мајка го давала истиот одговор. Татко ти е газда на куќата, тој ќе каже. Татко ти е газда на куќата, тој ќе одлучи. Вие нема што да одлучувате. И кога ќе пристигнал дома таткото после работа, и доволно било само неговиот стров поглед да се појави пред нив, и тие веднаш се враќале во, како што вели Шефали, како што велела мајката, повторно во ред не враќаше нашиот татко, и ние растевме со тоа верување, и навистина потоа со брат ми верувавме дека таткото е газдата на куќата. Исто така и тие пораснале и се уште едно верување кое што длабоко е го отсликал нивниот живот, влијаел врз нивниот живот, кога бабата, дедото, таткото, мајката му кажувале дека децата не се за слушање, туку децата се само за гледање. И ние немавме можност, таа и објаснувала на Шефали, да можеме сами да си го слушаме својот внатрешен глас, затоа што доволно беше погледот на нашиот татко, кој што бил многу остар, и да не врати назад, и со самото тоа да сватиме дека ако не слушаме, ќе сносиме одредени последици, казнени последици, дека тоа е она кое што треба да го слушаме, единствено треба да го слушаме гласот на нашиот татко. Ние не успеавме никој друг глас да слушаме. И сега кога веќе ова жена имала 50 години, таа сватила дека голем број на одлуки кои што си ги имала донесено во својот живот, всушност не биле нејзини одлуки, туку дека тие во 80% случаеви биле одлуките на нејзиниот татко, на нејзината мајка. И често пати кога ќе размислувала подлабоко зошто многу работи во нејзиниот живот не успеала да ги направи, секогаш ги префрлала како вина врз или нејзиниот татко или нејзината мајка. Ќе кажала татко ми е крив за тоа, мајка ми е виновна, општеството е виновно, овој е виновен тој, но никако да превземе, значи не можела да превземе одговорност за својот собствен живот, затоа што до толку таа работела, живеела по автоматизам често исто како и дишењето. Значи, нејзиниот живот заснован врз база на другите, на одлуките на другите, бил живот по автоматизам. Носење на живот кој што се базирал врз одлуките на другите луѓе. И токму Шефали овде објаснува дека голем број на родители, дури и цели генерации, се придружувале кон овој пристап на родителствување, кој што се базирал врз идејата дека родителите само заради тоа што се возрастни, само заради тоа што се искусни, одредени искуства кои што доживувале, дека тие треба да бидат на врвот на пиедесталот, а најдолу треба да останат децата, и дека
децата треба да се вклопат во светот на возрастните, а не дека секое дете треба да си се вклопи во својот собствен свет. И често пати шефали и ги слушала родителите како и кажувале моje детето, јас ќе одлучам за него затоа што јас го родив. И тука шефали сваќала колку всушност луѓето, родителите биле влезени во едно верување дека само заради тоа што тие физички на некој начин ги донесле децата на овој свет, ги третираат како да се нивни имоти и всушност ова идеја, ова верување се базира врз една заблуда која што го дозволува ова верување, а тоа дека родителите имаат токму право да им наредуваат што сакаат на своите деца. И врз ова заблуда пак се раѓа уште поголема заблуда, а тоа е дека се оправдани родителите да ги принудуваат децата на многу работи, да ги злоупотребуваат, да манипулираат со нив, физички да ги казнуваат, дури и да се однесуваат на начин кој што често пати е погубно за самиот детски живот. И сето тоа го нарекувале родителите во наводници како учење, едноставно тие создавале една филозофија која што била наречена дисциплина, меѓутоа која што во својот состав и текако содржала измислени стратегии од страна на родителите, измислени техники кои што немале врска со здраворазумноста, трикови дури содржале голем број на овие дисциплински стратегии кои што сами си ги воведувале родителите во воспитувањето на своите деца. И татука спомнува родители, навистина, ако сме доблесни, како човекови битија пред се, ако сме доволно храбри, ќе признаеме дека всушност во голем дел овие стратегии кои што сами си ги користат родителите, наместо дисциплина, што би се нарекле? Би се нарекле како едни маскирани нарцисоидни испади на гнев. Затоа што на родителите, и така ги прашува родителите, дали воопшто ние како родители нас некогаш ни паднало на ум самите да се прашаме, кога станува збор за дисциплината, дека може би дисциплинирањето од наша страна не е ништо друго освен еден бунт од страна на едно возрасно дете. Меѓутоа се додека ние не влеземе подлабоко да ги анализираме своите собствени постапки, особено кога станува збор за дисциплинирањето на децата, и не се освестиме во насока дека навистина во целата основа на таа строга казнена дисциплина, дека постои една заблуда за надмоќ на децата, за надмоќ над нивната душа и над нивниот живот, секој дневните битки ќе се одвиваат. Значи, секој дневно децата ќе бидат дисциплинирани на таков начин и тој начин сите тие последици кои што децата ќе ги сносат после тоа, сето тоа ќе се пренесе во игралиштата, ќе се пренесе во градинките, во училиштата, во младинските настани, во спортовите, значи на, да кажеме, подосна на стадионите, во фабриките, во институциите, на глобално ниво, помеѓу нациите и така натаму, значи на глобално ниво низ светот. Без разлика дали станува збор за, како што вели таа, од микрониво, сето тоа ќе се пренесе на макрониво. Од микрониво, кога едно девојче е воспитано во смисла, значи да го слуша само родител, да го слуша или едно машко, да го слуша само таткото кој што издава само наредби, и пак се до, да кажеме, без разлика дали станува збор за одредено општество кој што носи принудни дисциплински мерки, ги тероризира своите граѓани, или пак станува збор за одредени нации кои што се обидуваат да починат други нации.
значи коренот на дисфункцијата кој што се доживува од страна на било кој поединец или пак од страна на одредена нација во светот, лежи во верувањето дека луѓето треба да бидат контролирани кога се дисциплинираат и нешто кое без разлика од која култура потекнува или од кој дел на светот доаѓа, потекнува најчесто од каде е коренот, тие дисфункции од каде доаѓаат во процесот на родителствувањето. Значи потребата да се доминира е она која што е во основа на дисциплинирањето во процесот на родителствувањето и од тука понатаму се пренесува на глобално ниво. Значи ова доминација Шефали која што ја објаснува која што се случува во рамките на семејството е одговорна за голем број на за голем дел од емотивната напнатост и голем дел од болките кои што се случуваат на човековиот вид со векови. И токму таа вели, ако погледнеме поблиску, значи и подлабоко, да анализираме, ќе видиме дека всушност наводните големи мажи од минатото во сушност тие биле и тирани, кои што се обидувале да во што повеќе да освојат територии. Тука можеме да ги вброиме, таа вели Наполеон, Александар Македонски, исто така таквите империи кои што ја користеле дисциплината како главна стратегија во освојувањата, била исто така и Британската империја, Римската империја и така натаму. Значи сите тие биле водени од потребата за доминација, водени од потребата за контрола и токму како повеќето во светот, нивната големина била оценувана спрема контролата која што поголема контрола воспоставувале како лидери. А кои биле пак, што биле граѓаните? Добрите граѓани биле оние кои што ја почитувале и се согласувале со нивните со нивната дисциплина. Исто како што вели Шефали, добрите деца се усогласуваат со дисциплината од страна на родителите. И меѓутоа, каде постои најголемата послушност? Каде се води најголемата дисциплина кога станува збор за кои граѓани се тие во една држава? Таа вели дека најчесто, најмногу е во војската, значи функционира целосно дисциплината во војската, каде што дисциплината се смета за златен стандард, по која што се, значи врз основа на наредбите кои што се дадени во врз кои што почива дисциплината. И токму поради тоа таа вели дека униформираното или пак еднообразното однесување во војската представува златен стандард во светот кој што се формира врз база на дисциплина. Меѓутоа, колку луѓе се пак ги прашува родителите, колку луѓе на светско ниво пак се појавиле како лидери во смисла на слободоумни мислители, луѓе кои што преку своите идеи сакат да и по мирен пат сакат да ја подобрат благосостојбата на другите, сакат да направат промени по мирен пат. И таа вели дека низ историјата постоеле такви луѓе, меѓутоа тие биле многу ретки. И ги прашува родителите кој од нас не би сакал да порасне такво дете. Дете лидер која што е голем мислител, која што промовира мир во насока на просперитет, промовира благосостојба за сите луѓе во светот, кој што деца кои што
би пораснале на вистина во едни слободоумни луѓе и би можеле да му го отворат патот на своите граѓани во насока да можат да си ја почитуваат својата оригиналност, да можат да ја покажат својата иновативност, да можат да едноставно да развива еден пат по кој што луѓето ќе морат по еден мирен начин, по еден начин каде што ќе се почитуваат едни со други, каде што ќе ги вреднуваат идеите на другите. И тогаш сите кревале раце на предавањето, сите се согласувале со таа идеја, но фали што им кажувала родители. Секако дека не се сомнева во тоа, дека сите го сакате тоа, меѓутоа се додека цврсто ние како луѓе се држиме до дисциплината, сме зависни од таа негативна дисциплина со голема контрола, таа дисциплина ги саботира децата во таа насока, не дозволува да можат да се развијаат нивните природни потенцијали, нивните оригинални потенцијали, нивната слободоумност, туку едноставно ги носи децата во една просечност и на прифаќање на секојдневните работи кои што се случуваат, значи прифаќање на секојдневието, прифаќање на диктатурите, прифаќање на послушностите, прифаќање на тиранијата кои што се случуваат во светот и во таа насока таа вели дека кога станува збор за мислењата, за иновациите, во голем дел можеме слободно да кажеме дека ние одамна сме го надминале темната доба. Значи, повеќе луѓето не се палат на клади, да кажеме, заради тоа што имаат различни мислења, или пак се повеќе гледаме дека расте свесноста во однос на тоа едни со други да се почитуваат луѓето, или пак се повеќе расте свесноста за одржување на чистотата на планетата Земја. Меѓутоа, кога станува збор за родителствувањето, таа вели слободно можеме да кажеме дека родителствувањето се уште начинот на кој што ги родителствуваме децата, степенот до кој што е доведена дисциплината во процесот на родителствувањето, покажува дека ние се уште како луѓе сме застанати во темната доба, значи во таа темна доба, затоа што токму од тоа место се гледаме колку дисфункционалностите растат на глобално ниво. Значи, колку на микро ниво останува таа контрола и дисциплина од страна на родителите во процесот на воспитувањето, толку повеќе се шири на глобално ниво и настанува свет, живееме во свет во кој што денес навистина живееме и она што е придонесено на глобално ниво, колку многу агресија, колку многу деструкција се случува. И затоа таа вели дека навистина крајно е време ние како родители да почнеме да го напуштаме овој досегашен начин на воспитување, ова досегашна идеологија, досегашна идеја за патриархално воспитување. Зошто? Затоа што таа била сведок на голем број на случаеви каде што децата под налетот на воспитувањето на родителите, користејќи ја дисциплината и казната, всушност довело до тоа голем број на деца да завршат со трагични последици. И затоа таа токму тука им објаснува дека ова парадигма треба да се напушта и едноставно да се влезе во една сосема нова парадигма која што ќе подразбира ние како родители едноставно да наместо да воспитуваме со казна, наместо да воспитуваме со по автоматизам, да воспитуваме со манипулација, да почнеме да влегуваме во една конструктивна
работа со своите деца и да им овозможуваме на нашите деца сами да можат тие да си го слушнат својот собствен глас, за да можат сами да одлучат каде тие треба да се коригираат самите себе си, со тоа развивајќи си самодисциплина, станувајќи самоиздржливи деца, станувајќи деца кои што ќе можат сами да видат каде треба да се снајдат, само да се регулираат, да ги регулираат своите емоции, сами да можат да си ги контролираат своите собствени емоции и се разбира да ги научиме, се разбира под наше водство да ги научиме и децата сами да покажуваат љубов спрема себе, тргнувајќи од само љубов, сето тоа да ги носи децата да си се поврзат со својот глас, со својата автентичност и на тој начин да градиме деца кои ќе бараат да се поврзат со родителите, наместо да создаваме свет во кој што гледаме колку агресија има, колку разделување има, свет во кој што и како што гласеше и насловот на оваа тема, свет кој што сака и ја возвишува контролата. Драги мои, тоа би било се за ова видео.